прават некаде на друго место, ако треба и на скалите од собранието. Гостував пред една недела, нели? Бев оптимист дека нема да има такво сценарио. И се уште не сме виделе дека се случи такво сценарио. Меѓутоа, по се она што видовме денеска, значи се работи за една многу несериозна работа, која не е подкрепена со никаков законски акт, а посебно со Уставот и Деловникот, кои нели сега во овие моменти се акти врз кои се одвива конститутивната седница. Да, председавачот Велјановски денеска посочи дека не може да преминат на избор на друга точка додека не се исцрпи ова. Еве сега мислам да го објасниме тоа. Значи, нели да не се повикуваме на Уставот, знаеме дека пратениците имаат право да зборуваат, тоа е нивно право и никој не може да им го одземе. Меѓутоа да се повикаме на Деловникот. Тие се должни сега да ја одржат ова конститутивна седница. Знаеме дека конститутивна седница ја свикува стариот председател на собранието, односно во конкретниот случај Трајко Велјановски. Тој ја свикал седницата, може да ја свика најстариот пратеник во случај на негово отсуство. Друго правило не е предвидено. Така што тој ја свикал, поставен е дневен ред, точките на дневен ред, пријавени се дискутантите во согласно со член 80 од Деловникот на собранието. Во согласно со тој член, дневниот ред треба да биде исцрпен. Сите пратеници што се пријавиле за збор имаат право да го искористат. Кој не е тука ќе се смета како да не го искористил правото за збор и сите пратеници треба да се јават на говорница во рок од една минута, а имаат право 10 минути за зборување, после по Деловникот или имаат право на реплики. Дека председавачот Велјановски го крши Деловникот со тоа што им дозволува на пратениците да зборуваат надвор од точката на дневен ред и дека многу се пријавуваат за реплики и контрареплики. Дали може да се спречат? Сега ќе дообјаснам. Значи и кога ќе се исцрпи дневниот ред, да го објаснам ова што го почнав. Значи ова е според став 3 од член 80 од Деловникот, а според став 5 кога ќе се исцрпи расправата, председателот, односно председавачот во моментот Трајко Велјановски е должен да ја затвори седницата и комисијата да се повлече за да ги одреди кандидатите, можеби ќе има повеќе. Сега имаме еден предлог од 10 пратеници, меѓутоа гледаме дека Беса не се согласува со тој предлог, може да предложи свој предлог или да биде подкрепена со други пратеници, па да предложат друг кандидат, може да предложи ВМРО-ДПМНЕ како партија која освоила 51 пратеник и победила на изборите, има право да предложи кандидат за председател на собрание и тоа може да се случи. Значи, тоа е сосема деловнички и уставно. Она што се тврди дека се одовлекува не е точно, напротив, јас сметам дека се одовлекува расправата поради тоа што СДСМ не сака да разговара по ниедно прашање, тие се брзаат и сега ова ги погодува зошто се дискутира толку долго, меѓутоа се работи за многу сериозни прашања од интерес за државата. Не можете вие сега да дискутирате за редефинирање на државата да не дискутирате. За сувереноста на државата да не дискутирате, за унитарноста на државата да не дискутирате, сакате да правите бинационална држава од мултинационална, предлагате кантонизација, федерализација, тоа се најсуштествени прашања за државата и не можете да ги прескокнете. Предлагате да дискутирате за платформа која е направена во друга држава, што е спротивно и на меѓународното право, така што тие прашања се избегнуваат за дискусија и тука се ствара проблемот. Значи, проблемот го ствараат пратениците на СДСМ во собранието, затоа што не ќе да разговарат за суштествени прашања од интерес за државата во собранието, затоа што не можеме ние да дозволиме сега да се формира све и после да изгубиме државата, да се федерализира или да не стане, да стане бинационална, да не биде веќе унитарна и така натаму. И поради тоа се пролонгира, а не поради друго, а сите имаат право да кажат што мислат, што сакаат и додека не се исцрпи дневниот ред, уставно право е нивно и деловничко да ја исцрпат расправата. Кога ќе се исцрпи, нема што да брзаат тие. Ако сакаат да побрзаат, они имаа предлози неколку пати од ВМРО-ДПМНЕ да и со меморандумот, и со овој друг документ, како се викаше прогласот, значи да разговараат, да се сретнат и со патоказот нели има
И на крај на краевите, вчера има предлог од говорница за лидерска средба, каде што на лидерска средба овие прашања што се дискутираат 2 месеци може да се договорат за 2 дена. Само тие ги одбиваат сите предлози затоа што немаат таков мандат од нивните ментори, пред се од тие што ги финансираат до сега. Значи тоа е Џорџ Сорос кој е покровител и на Еди Рама во Тирана и затоа и програмата беше направена таму и затоа некои работи се кријат затоа што тие немаат од решени раце, да кажеме, да се договараат за се, бидејќи имаат ментори кои им диктираат како да постапуваат во конкретниот случај. Сега ово што го кажа господин Зоран Зајан од говорница, тоа беше многу несериозна изјава. Ние слушнавме пред 2-3 дена од пратеникот Љупчо Николовски дека тие имале некој план како ќе ја побрзале работата и се, меѓутоа вие во една организирана држава да кажете, а се одвива според уставот, а тоа што го кажувате е спротивно на уставот, дека ќе правите на скали, ќе правите во амфитеатар на правен факултет во Ману, ќе правите седница, тоа е несериозно. Во која држава тоа може да се случи? Па гледаме што се случува во Албанија, какви протести има. Што се случува во Србија, да не говориме подалеку, во Украина, во Венецелија. Дали некој на скали или на улица или во хотел или не знам во Ману, во амфитеатар правеше паралелна влада, паралелна институција, што како што кажа и некои пратеници, представува државен удар. Ако вие правите на незаконит начин таква влада или не знам бирате председател на тој начин, тогаш вие го прекршувате грубо Уставот на Република Македонија и Деловникот на Република Македонија и на вистина правите државен удар, затоа што ако вие во тој момент кога тече расправата сте нестрпливи и не можете да издржите, почнувате со противуставни действија, тоа представува државен удар, правење влада на скали. Па зашто се тие служби во собрание? Зашто се тие канцелари за да се направат материјали, документи за седница, што ќе ги прават во некоја фотокопирница, како што на скали ќе се прави влада. Тоа е значи апсолутно недопустиво, недозволиво и спротивно на уставот и представува најголемо кривично дело државен удар. Значи удар против државата, затоа што прават на незаконит начин. Тоа е прво. Што се однесува до избор на председател на парламентот, тука исто имам забелешка затоа што нели многу луѓе се против, не само што е БЕСА против, туку и цело ВМРО бараше да се смени членот за кандидатот за избор на председател на собрание, затоа што сметаат дека ја прифаќа тиранската платформа прво, а второ излезе овие денови по порталите дека учествувал во предавање на луѓето кои загинаа во Вејце, бидејќи бил началник на касарната, од каде што подоцна дезертирал. И сега има ли нешто попонижувачко таков човек да стане председател на собрание, а од друга страна тоа е кривично дело против човештвото, кое е казнено според меѓународното право, според домашното право и кое не застарува. Значи, ние ќе изберем председател против кој... Неговата одбрана е дека веќе бил функционер владен и дека... Тоа, не, тука сакам друго да кажам. Тој, сваќајќи дека ситуацијата е комплицирана, дека може да се случат овие работи, јас вчера барем прочитав дека сака да се откаже од тоа место и да се замени со друг. Така што тоа дополнително ги комплицира работа. Од друга страна, и албанските партии, гледајќи дека СДСМ не се подготвени да обезбедат влада, односно да обезбедат мандат, тие размислуваат, вчера имаше на сите портали дека Дуи размислува да ја смени одлуката и автоматски ситуацијата целосно се менува, така што тоа е поентата. Беше на пресконференција од затоа се бараат превремени избори. Не се случи, не знаеме каков е нивниот став, дали го поддржуваат ваквото мислење на Заев да се бира председател на надвор. Па они веќе повеќе пати изјавија дека не го поддржуваат, дека сакаат да се избере се во рамките на законот и уставот и во институциите на системот. Ја не верувам дека ќе одат на некои клупи таму во некој амфитеатар или на клупи овие на скали некои да седнат и да прават парламент. Таков циркус до сега не сме гледале на Балканот и ова би било прв пат вака нешто да се случи во Македонија
Јас се надевам дека до утре ќе се смират страстите и ќе се издржи уште малку да се види што ќе се прави. Меѓутоа, неизбежно е, како што рекоа сите други до сега, да се дојде до нови избори и тоа што се овој Дамјан Манчевски како се правеше дека не разбира како би се случило тоа, бидејќи нема председател во собрание, јас ќе кажам сега дека тоа се случува на начин што се седнува, се разговара дали ќе се прави лидерска средба или помеѓу координатори на пратеничките групи во собранието, меѓутоа се договара, во исти момент се договара избор на собрание, кој во тој момент ќе ги донесе одлуките за нови предвремени парламентарни избори и за локални избори во исто време, за да не губиме веќе време во евроинтеграциите и во одење напред на државата, односно да не се враќаме повеќе назад. Тоа е начинот како се решава ситуацијата. И сега ова друга ситуација сакам да ја објаснам за после изјавата ова несрекна и наивна на Зоран Заев на говорница, нели имаше пресконференција. И тој тука преговори за платформата прв пат и кажа сите прашања, се обиде нешто да амортизира, овој пат прв пат бидејќи свати и сам дека има многу представници на други заедници во Република Македонија, како што се турците, ромите, србите, власите и други, да не ги заборавам, сега има повеќе заедници, бошњаците и така натаму. Значи, рече дека тој закон ќе се однесува и за нив. Значи, тоа се призна дека ќе се носи нов закон. Значи, јас сметам дека доколку има некои работи што не се спроведени, треба да се спроведат и да се донесат измени и дополнувања на постоечкиот закон, бидејќи тој закон бил договорен уште во Охридскиот рамковен договор, а спроведен 2008 помеѓу партиите ВМРО и ДУИ, доколку некои работи не се спроведени, да се спроведат. Тоа е прво, не е важно тоа толку, меѓутоа прв пат кажа дека дефинитивно ќе се разговара за промена на името, ќе се разговара со другите соседни држави, не ги спомна кои се, меѓутоа 100% сме сигурни дека не е Србија. И се знае дека се работи за Бугарија и Грција, значи остануваат сите работи кои беа спомнати во платформата, а знаеме каде водат тие. Значи, за прв пат имавме прилика да видиме дека главната поента е тоа што сите аналитичари го заговараат цело време. Тврди дека нема платформи, иако Бујар Османи во ова студио, а и останатите лидери и села и од ДЕСА велат дека тоа е програма на СДСМ, само дека доправа ќе се разговара за владина програма, доколку Заев доби мандат. Платформата јасно произлегува дека се работи за федерализација која не му е потребна на никој. Сметам дека тоа се формира од страна на албанските партии, бидејќи дел од албанските партии имаат притисок од страна на одредени структури, од странство и внатре, затоа што, нели, и Палевски пред некој ден рече овде или не знам каде рече, дека има во фиока кривична пријава за Теута Арифи и за градоначалникот на Чаир, како се викаше, Меджити, и ги уценува дека ако не влезат во коалиција, ќе им ги пуштат кривичните пријави, а другата кривична пријава била за Али Ахмети, за Маđар Телеком или не знам што, ќе му ја пуштат од ЦЕО, како што до сега се случува со уцени, и сега ако не прифатат коалиција. Значи, тоа се главните причини поради кои коалицијата, како што во вашето случај студио ја гледав емисијата, која реши Љубича во колку, во 10 или во 10,5 се откажавте од коалицијата со ВМРО ДПМН, бидејќи нели овие беа на состанок и чекаа да се случи таа коалиција, меѓутоа како што дознавме од претседателот Иванов пред некој ден или недела, дека некој во последен момент се јавил на телефон и рекол да не се направи таа коалиција, што е спротивно и на демократијата и на правилата, да не ги броиме нели победник со победник, па победник на изборите со победник на изборите кај албанците и така натаму. Значи тоа не се случи поради притисоци кои се уште се прават од одредени структури кои се блиски до лево ориентираните структури во државата, и тоа се претежно структури кои се блиски до Џорџ Сорос, односно некои левичарски влади во Европа, кои се блиски со елементите на таа така наречена Deep State или како што го нарече Трамп мочуриште во САД, каде што се уште има, гледаме, се уште има официјални лица кои ја подржуваат таа политика. Пред некој ден го сменија портпаролот на Белата куќа и ставија нели новинарка од Fox News која веќе имаше објавено стори против Џорџ Сорос. А знаеме дека и Хојт Брајант кој доаѓа на 1 мај во Република Македонија, е дел од тие структури и дека тоа е дел од тимот на Викторија Нуланд, кој учествуваше во предизвикување на сите воени револуции, можеме да кажеме, во светот.
бидејќи тоа почне со арапска пролет, па отиде до Украина, па се врати на Балканот, Турција и така натаму. Тој директно е одговорен за обојената револуција, односно за влегување на ИСИС во Ирак, бидејќи тој во тоа време беше чиновник во Ирак и на Средниот Исток. Така што тоа се поентите за што се доведовме во оваа ситуација и јас сметам дека на крај сепак ќе дојдеме до она дека ќе се одржат предвремени парламентарни избори во кои ќе се знае точниот резултат како стои секоја партија кај народот, затоа што знаеме дека не само што имаме ние постизборна измама со која платформата од Тирана се стави после на маса, после изборите, за која можеби албанските партии тврдат дека знаеле, меѓутоа македонските партии тврдат дека не знаеле, односно македонците тврдат дека не знаеле, посебно овие што излегуваат сега, неутралните на избори, и тогаш ќе се знае дали тие се за таа платформа или не. Ако се за таа платформа, во ред. Ако не се, тогаш ќе имаме друг распоред на силите. Тоа е прво. И второ, имаме една ситуација во која сите сме свесни дека имаше неправилности на изборите и дека тие имаше предизборен инженеринг во кој на некаков начин, дали со помош на наркомафијата, дали со помош на некои вахабистички џамии или со помош на некои странски тајни служби, дојдоа СДСМ до 70.000 албански гласови и од другата страна во Источна Македонија до 40.000 ромски и турски гласови, за кои пред некој ден слушавме дека само за ромските се употребени 570.000 евра. Значи изборите не биле фер, треба да имаме сега фер избори, бидејќи се откри дека нема 500.000 фантоми, дека 2014 немаме ни еден телефонски разговор, така што сега треба да ги повториме изборите на фер начин, а не вака како што беа поставени, и сметам дека и поради тоа се одлагаат два пати додека не се направи план како да се изигра спротивната страна, која сепак ја освои квотата што ја планираше од 455.000 гласови, а тие 455.000 гласови се претежно македонски гласови, додека на другата страна СДСМ освои околу 330.000 македонски гласови. Па сега треба да знаеме и македонците како сакаат да гласат, а не само дел од овие албански партии кои освоија 20 партеници, значи дури и тие успеа да им ги одземе што ги имаа порано СДСМ, за да го знаеме правиот резултат и тогаш ослободени од овие товари кои сега ги носиме за постизборна измама и другите и за завршување избирање на парламент, председател на парламент, односно влада, да завршиме со тоа и да почнеме да одиме напред, затоа што прво прашање што е и најосновно, председателот неколку пати повтори дека не го дава мандатот, додека не биат отклонети сите пречки, а тоа се и правни и политички пречки. Политичката пречка знаеме која е, Тиранската платформа, така што не знам како еве и да го изберат на скали некои таму, не знам, во ГТЦ или каде ќе го изберат председателот на Собранието на Република Македонија, како ќе изберат владата без мандатар, бидејќи членот 84 е јасен и вели дека мандатот го доделува председателот на државата. Господин Радашевски, нови избори и отфрлање на Тиранската платформа се и главните барања на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие денеска продолжуваат со протестите. Реагира веднаш по обраќањето на лидерот на СДСМ Зоран Заев, во кое повика да се избере председател на Собранието. Одиме пред владата, таму е Љупка Камчева. Љупка, каква е атмосферата? Споменав јас дека веднаш се огласија преку својата Facebook страна од граѓанската иницијатива. На некаков начин го предупредија лидерот на СДСМ Зоран Заев да не тргнува во реализација на најавеното сценарио, бидејќи револтот на граѓаните може да биде многу голем. Токму така, Гоце, ние се наоѓаме пред владата на Република Македонија, од каде што и денеска дождливото време не ги спречи граѓаните да дојдат и од тука да го почнат протестот 60-ти ден поред на чело со граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Како што кажа и ти по изјавите на Заев за избор на председател, тие на Facebook страната напиша да не се осудил Заев, да не оди против народот, да не оди против деловникот и да не оди против
Уставот. Нивните барања остануваат за одржување на предвремени парламентарни избори и за отфрлање на тиранската платформа со цел излез од кризата. Пред овој протест во 16 часот членовите од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија имаа средба и со представници од Сојузот на пензионери од општина Бутел, од каде што и од таму добија поддршка, па предлагам еве овде да ги слушнеме изјавите од таму, од членовите на пензионерскиот сојуз и од Богдан Илиевски. Оние учесници во таа тиранска коалиција одбија да отфрлат, меѓутоа покажавме дека ние на улиците сме посилни од тиранската платформа. Па сега за конечен излез од кризата и решение на оваа многу комплицирана состојба во која што се наоѓа Македонија, бараме одржување на нови парламентарни избори. Затоа сакавме да слушнеме што за тоа мислат нашите сограѓани, луѓето кои што се меѓу другото и поддржувачи на иницијативата. Денеска тука сме заедно со представници на Сдруженијата на пензионери, тука во општина Бутел, така е, и ето чест ми е да го предавам зборот и на господин Лјупче Димовски од Сдруженијата на пензионери, а и на најтази пензионерот во Македонија, веројатно, Ванчо од пред неколку дена, и кај нас, и кај нив, односно сите заеднички. Точно така. Добро, јас би кажал дека оваа иницијатива за заедничка Македонија не се однесува само на оние на она возраст, нели, која што е најбунтовна на младите. Јас мислам дека и пензионерите нормално и постарите со своето искуство, со своето знаење ќе допринесат барем малку за она што се вели да се осознаат овие современи проблеми, ова состојба која што е исклучително критична и која што мора да ја решиме на начин кој што ќе одговара на целиот народ. Стварно овие 60 дена малтретирање за нас пензионерите е многу, чекање, таман дочекавме пензија и да живееме како што треба, овие работи што ни се случуваат, сите сме загрижани. Пензионерите за овие неколку години, мислам, уназад 10 години, мислам, видоа што значи живот во државата во Македонија. Користат банско лекување бесплатно, покачување на пензии има секоја година. Значи, животот сега, како што се плашат пензионерите дека слушаат по телевизии, ќе ги намалат пензиите, ќе ги скинат пензиите и 300 чуда. Не би требало така да се зборува за пензионерите. Ние знаеме ќе обстоиме и ќе се бориме до крај да си го зачуваме она нашето, пензионерското. Љупка, веќе 2 месеци, 60 ден е денеска, ако не се лажам, од протестните маршеви. Дали останува истата маршрута, претежно од владата до собранието се движат луѓето? Така како се еве сега овде граѓаните се собираат и од овде од пред владата останува истата маршрута, тие ќе одат до собрание и таму нормално ќе имаат своји говори. Во изминатите денови тие има малку поизменета маршрута. Еднаш од владата се упатија до ВМРО ДПМН, од каде што побараа поддршка за предвремени парламентарни избори за отфрлање на тиранската платформа, а потоа наредниот ден тие од владата преку собранието завршија на Павел Шатев пред седиштето на СДСМ и исто и од оваа партија побара поддршка за одржување на предвремени парламентарни избори и за отфрлање на тиранската платформа. Со повеќе информации нормално по завршување на протестот ние ќе информираме во следните информативни изданија на вестите на телевизија Нова. Љупка, ти благодарам за ова твое вклучување. Професоре, видовме и денеска граѓаните се на улиците, споменав веќе 2 месеци, жестоко реагираа на обраќањето на Заев, впрочем не е прв пат и во своите обраќања и говори често пати упатуваат пораки дека нема да дозволат да на никаков начин да се избере претседател на собранието надвор од процедурите или човек што не е отворил тиранската платформа. Што доколку Заев сепак се реши да тргне во едно такво сценарио, можно ли да дојде до ескалација на ситуацијата?
и од ВМРО ДПМН предупредуваат дека таквиот повик за избор на претседател на собранието било каде, како што вели за ЕФФ, всушност повик за конфликт. Да, па мене ме изненадува фактот што така со лесно се однесуваат со ова маса на луѓе која излегува, најмалку во количина од 5000 луѓе на вечер и во било какви услови, дожд или било што. Јас верувам дека како кога беше хан 100.000, сега за ходите и исто има шанса да се соберат преку 100.000. И сметам дека сепак не ги поценува нив опозицијата. Видовме пред некој ден што кажа председателот на Советот на интелектуалци на СДСМ, кој ги нарече нископретеинска маса која се излива од канализацијата, кој ги нарече хибернирани хретени, што не е популарно во ниедна земја во светот, такви зборови да се кажуваат, затоа што тоа е народ на оваа држава и народот на државата треба да се цени, да се почитува неговата волја, бидејќи на крајот на краевите, како што беше кажано во емисијата, нивни гласачи, негови студенти се во таа маса, гласачи на СДСМ, кои не ја подржуваат платформата, па дури можеби пријатели, роднини и така натаму. Така што сметам дека не сме да се поцени оваа маса, меѓутоа гледаме дека ваквите провокации и нив се повеќе и повеќе ги нервираат. Вие знаете дека кога една маса од илјадници луѓе, ако се изреволтира, ако се радикализира, таа ќе направи нешто непромислен гес, односно ќе проба да влезе во собранието или во некоја друга просторија, како што рече и председателот на СДСМ, например во амфитеатарот на Правен факултет, и тоа не би било добро. Вие имате сега добро обучени специјалци, меѓутоа што треба да правите? Да отепате својот народ затоа што си ја сака државата. До сега оваа маса не направи ниеден инцидент и не остана ниедно ливче хартија позади неја. Така што не треба да се поценува оваа маса, напротив, треба да се Извинете, че прекинам, ми јавуваат дека во собранието има некакво раздвижување, се случува нешто, има некаква атмосфера. Предлагам да се вклучиме во живо да видиме за што се работи. Очигледно говорот на Крсто Муковски ги кренал тензиите во собранието. Слушнавме како се навива. Тоа беше директно вклучување од собранискиот канал. Доколку сакате да следите, се разбира, имате прилика тоа да го направите таму. Господине Даштевски, очигледно во собранието е тензично. Не знаеме дали ќе заврши оваа седница во 18 часот, како што е пракса тоа изминативе 20 дена. Останува да видиме. Ви благодарам за учеството во денешните поенти. Со внимание ќе следиме разборот на настаните. Уште неколку збора, бидејќи нели малку спомнавме тоа да кажам, дека гледаме очигледно дека има тензии, дека нема да се завршат, гледаме дека и другата страна се спротивставува, сега народот ќе почне да се движи натаму и дека ќе има тензии денеска, најверојатно и утре. Меѓутоа рековме дека што и да се случи на крај повторно и било која држава во светот, мора да се седне на маса и да се разговара што е следниот чекор. Нели рековме дека така се случи во Сирија, така се случило пред 30 години во Виетнам, така се случи во Минск во Украина, без оглед што и понатаму има воени действија, така ќе мора да се случи во Македонија, на крај повторно седне и да се разговара што е конечно решение, дали се локалните и парламентарните избори заедно и дали во исто време се бира председател кој ќе ги распише. Како што само да не биде предоцна, да не излезе ситуацијата надвор од контрол. Предоцна, бидејќи гледаме дека веќе се ствараат тензии.
Ви благодарам уште еднаш што бевте наш гост. Благодарам уште еднаш на поканата.